За да нема проблеми со платите, бизнисмените треба да инвестираат повеќе и проблемите да ги менаџираат подобро, изјави вице-премиерот за економија Кочо Ангјушев. Јас можам да кажам дека и во тој дел, значи и во таа индустрија треба стопанствениците да инвестираат во поголема конкурентност. Поголема конкурентност значи нова технологија, да имаме повеќе знаење и да има повеќе менаџерски способности. Точно владата во сите три сегменти помага на индустријата преку законот за финансиска поддршка и сите други мерки што ги. Според Ангјушев, ова е основен услов фирмите да работат позитивно и да ги задржат работниците. Не можеме да очекуваме дека во иднина ќе се најдат работници кои што ќе работат за ниски плати, 9, 10, 12, бидејќи минималната е сега 14.500 денара, али и не е тоа само прашање на законот, него тоа е прашање и на реалниот пазар на трудот, бидејќи кога ќе разговарате со стопанствениците, гледате дека и нема работна рака. Знаете, не можеме ние да очекуваме со мали плати да ги задржиме младите луѓе во нашата држава. Препораките на вице-премиерот доаѓаат откако поедини бизнисмени идната година ја оценуваат за нив како многу тешка и неизвестна. Колку препораките на Ангјушев можат нешто да променат е неизвестно, но факт е, например, дека производството во текстилниот сектор оваа година беше во пат, кој некој го измерија со над 20%. Но ова се надоврзуваат и помалите нарачки за идната година, кои така е неизвестно дали ќе бидат сработени, бидејќи работната рака во оваа индустрија драматично се намалува.